Буквата Г. Општина Ѓорче Петров. Општина во Скопје создадена на 14 септември 1996 година со Закон за градот Скопје, со кој се утврдуваат подрачјата во состав на Скопје. Настаната е со отцепување од општина Карпош. По Првата светска војна, населбата била именувана како генерал Анри или Анриево, според францускиот генерал. Во 1923 година била доградена железничката линија од Скопје кон Анриево, со што била завршена линијата Скопје-Охрид-Ташмаруништа. Со развој на железничкиот сообраќај, на бргу во населбата било формирано друштво СОКО, со 250 членови кое имало секции за гимнастика, пинг-понг, музика, драма, а во летните месеци имало и пливачка секција. Во состав на друштвото постоел спортскиот клуб Хаск, како и друштвото на кнегињата Љубица, на чело со Радмила Миленковиќ. Ова друштво постоело се до 1941. Во Анриево имало 7 кафеани, иако населбата имала помалку од 1000 жители, но во неа немало електрична енергија ниту една чешма. Добило струја дури во 1938 година, кога е изградена електричната централа Свети Андреј. Во 1941 година населбата потпаѓа под бугарска окупација, со што добила име генерал Жостов. Во тој период во населбата биле изградени објекти за сместување на германците од фирмата ТОТ, кои ја експлоатирале хромната руда од Радуша, со што почнала да се формира населбата Хром. Населбата била ослободена од бугарска окупација на 14 ноември 1944, а по ослободувањето го добила името Ѓорче Петров. Населба Ѓорче Петров во крајниот западен дел на градот Скопје на излезот кон Тетово, во состав на истоимената општина Ѓорче Петров. За разлика од останатите скопски населби во западниот дел на градот кои датираат од поослободувањето, оваа постои по скопскиот земјотрес од 1963 година. Населбата се проширила значително, бидејќи биле поставени бројни бараки како помош за настраданите, и тоа 140 бараки за Ѓорче Петров 1 и 700 бараки во Ѓорче Петров 2. Ѓорче Петров е населба со околу 18.700 жители, од кои 94,5% се македонци, 2% срби, 2% роми и 1% албанци, претежно во западниот дел, односно Ѓорче Петров 2 или Дексион, и 0,5% останати, претежно власи и бошњаци. Карактеристично за населението на Ѓорче Петров е тоа што потекнува од Западна Македонија, Тетово и тетовските села, Поречието, Гостивар и гостиварските села, Прилеп и прилепските села. Споменик на патронот на општината Ѓорче Петров се наоѓа во централниот дел на Реонскиот централен парк, кој во последните години е збогатен со многу содржини. Автор на споменикот е Велчевски Атанас и тој е изработен од цинк. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја